Да, Маја вели на здравје кафето, за сите оние кои што го пијат кафето во моментот, да, нека им е на здравје, а за оние за кои што може би појадокот е наред, ова ќе биде добредојдено. Или пак доколку ве поминал појадокот, ако сте поутрински луѓе или појадувате рано наутро кога ќе станете, може би веќе ќе биде време и за ужина. Сакам да кажам дека онако што ќе го подготвиме со љупче бубе трајче во продолжение е добро и за појадок и за ужина. Барем јас така мислам, но ќе видиме што ќе ни каже Љупче и што е онако што е негова креација, повторно нешто вкусно и здраво. Љупче Бубе Трајчев во оваа сезона на Утринска на Тилма за прв пат. Љупче, добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата и се надевам и дека денес ќе направиме нешто и вкусно и здраво, кое што нели ни е потребно баш во овој период затоа што имаме огромно загадување на воздухот и ни треба многу антиоксиданти кои што единствено можат да ги победат тие оксидативни процеси, тие штетни состојки кои што се наоѓаат во нашата крв, а ние секогаш нели подготвуваме нешто што е природно, здраво, необработено термички, за да добиеме најдобар бенефит од сите намирници кои што ги користиме и ќе ги користиме и денеска за еден интересен и вкусен пудинг. Така е. Треба да знаеме што правиме, поточно на кој начин го подготвуваме тоа кое што планираме да го конзумираме и како и би го искористиле сето она кое што ни го нудат самите состојки. И некако се надоврзавме и откако ни заврши разговорот со нашата гостинка, доктор Сања, за тоа како навистина, да, и сите доктори и оние кои што работат во таа област, а секако се во комуникација и секојдневна следба со пациенти, треба вистински да им се пренесе информацијата што е она кое што е правилно да се прави во овој период и покрај сите оние, да речеме, и погрешни информации, заблуди кои што постојат, а кои што не се ретки, особено во денешно време. Така констатиравме дека не секогаш, нели, кога се зборува за многу на интензивна или многобройна суплементација и не е добро, или кога зборуваме и за храната, значи за одредени работи кои што се здрави, но тоа не значи дека не треба да биде умерено, се во еден совршен баланс. Да, еве, како што кажа, може да се надоврземе на тоа. Исто јас знаеш дека не сум поборник на користење на никакви суплементи, затоа што тие не се толку добри колку што нели се рекламираат, затоа што се настанати по друг процес на производство, не се онака како што ги создала природата. Она што единствено може да го асимилира и искористи нашиот организам е тоа што е создадено во природата. Сето што е направено во лабораторија има свој отпадок, да речам, во самиот начин на производство и тука придонесува колку може да помогне, толку може и да наштети на организмот, затоа што сите тие остатоци од самото производство на, да речеме, некој суплемент и слично, се на некој начин и тие се го предизвикуваат тој оксидативен процес во нашиот организам. Значи нас ни треба антиоксиданти да ги победиме и нив. Она што јас секогаш го препорачувам или е користење на природни витамини кои што се наоѓаат нели во вошието, зеленчукот, јаткастите плодови, ги има многу и секогаш велам дека може да се внесе доволно, затоа што многу пати кружи тезата дека не може да се внесе доволно. Може да се внесе доволно, дури и премногу може да се внесе со храна, треба да се внимава, како што каже и ти. Се што е премногу е проблем во нашиот организам, затоа што тој веќе нема потреба од тоа и треба да вложи дополнителна енергија некаде да го складира тоа или да го отстрани на нашиот организам. Тоа е додатна енергија која што не е потребна на нашиот организам и затоа секогаш треба да бидеме умерени или од прилика да знаеме колку можеме да користиме. Секогаш јаткасти плодови е најлесно да се одреди колку да јадеме, онако колку што може да ни собере нашата рака. Се што е премногу не е добро. Еве, например, да речеме, цинкот е еден од најдобрите минерали кој што е потребен за борба во сите оние кога имаме ние нели некое воспаление во организмот, се создават бели крвни клетки кои што се војници на некој начин се трудат да го отстранат тоа воспаление, тој напад од бактерија и слично. Цинкот е тој кој што е оружјето, значи без цинк тие не можат да победат. Тоа е буквално како да сме пратиле војска без оружје. Да, меѓутоа една рака семки од тиква го задоволуваат потребата на нашиот организам за дневен внес на цинк. Сега, кога имаме
такви состојби, да речеме воспалителни и слично, можеме да изедеме 2 до 3 пати повеќе. Значи ништо повеќе од тоа и тоа ќе биде доволна количина на цинк кој што сме го внеле во нашиот организам. А освен, значи цинкот ќе внесеме и многу други нутриенти од семките од тиква, тука се многу битни аминокиселини, многу битни масти кои што ги содржи самата семка од тиква. Сега да не навлегуваме многу подлабоко, суштината е во тоа дека ние можеме да внесеме доволно антиоксиданти во периодов кој што ние сега. Битно е да користиме, значи, свежи намирници, затоа што тие така ги содржат, најмногу се искористуваат витамините и минералите од нив. Знаеме дека витаминот С е термолабилен, значи веќе над 45 степени се распаѓа, затоа треба да користиме овоше кое што има најмногу витамин С. Кај нас на нашето поднебје најмногу витамин С има шипинката од околу 1000 милиграми на 100 грама. Втора е кивата која што има 500 до 600, зависи од квалитетот, милиграми витамин С на 100 грама, што значи една фасцинантна количина на витамин С. Тука се и сите, нели, оние да речеме шумски плодови, малината, капината, боровницата, кои што исто така се многу битни затоа што тие па имаат најдобри антиоксиданти во нив, да речеме боровницата, потоа тука аронијата, сите оние како да ги наречеме, сега на македонски не ми текнува, плодови кои што се ситни плодови или... Бобести? Да, така. Бобести. Бобести плодови, да речеме на некој начин, оние кои што се ситни, во себе имаат многу антиоксиданти кои што може да ни помогнат. Препорачувам секој ден барем по една рака, или да тоа да биде боровници или малина или капина, може да се најдат, нели, замрзнати секаде. Наместо да се посегне и да се отиде во аптека и да се купи витамин С, кој што во сушност е аскорбинска киселина, тоа е една друга тема на разговор. Меѓутоа, ете, моја препорака е тоа, нели, како доктор по природна медицина, нутриционист, секогаш да го фаворизирам она што доаѓа од природата и кое што единствено според мене може да... И треба да биде извор број 1 за секој. Да, извор број 1 е сега тука кај суплементите, доколку има некои, нели, други состојби, тоа го оставам на другите доктори. Јас овој мој дел сакам да го кажам и да на тој начин да ги поздравам гледачите и да им кажам дека ова што е загадено, значи единствено ние не можеме да влијаеме на тоа, меѓутоа можеме да внесеме антиоксиданти кои што ќе ни помогнат да го исчистиме организмот од тие токсини и секако внесување, нели, на големи количества на течности, за да може, нели, нашиот организам цело време да се испира од наутро, нели, кога ќе станеме со чаша вода и слично, лимонче, топла вода, секогаш е добро за да направиме едно утринско чистење на организмот, а потоа да го започнеме денот со некој убав здрав оброк. Така е. И верувам дека многумина веќе и тоа го научија и го практикуваат и преминува во некоја здрава навика, а исто така доста популарен е чија пудингот, оној, да речеме, класичен чија пудинг кој што го знаеме, во кој вклучува нормално чија и некакво растително млеко. При тоа тука имаме путер од кикиритки и имаме, зависи овоше, најчесто бананата е тука присутна. Банана и некое, како што кажа ти, бобесто, овоше, малина, боровница, за да даде еден киселкаст, красаст вкус на самиот пудинг. Сега овде... Да, и се тоа е тоа што го знаеме и што најчесто се конзумира. Ова е некој мој изум на пудинг кој што го правам во последно време. Сакам и за чијата да кажам нешто. Чијата е многу интересна, како да кажам, семка која што се одгледува, нели, во Јужна Америка, е позната од многу одамна, ја користеле маите, инките за енергија, затоа што таа содржи дури 9 аминокиселини кои што се многу битни за нашиот организам. Интересно е што на чија на старомајски, како да кажам, јазик значи сила, значи онаму од кај што е црпеле силата, добивале доволно протеини, добивале многу витамини, исто таа содржи многу полифеноли и флавоноиди кои што се антиоксиданти и делуваат за чистење на нашиот организам, многу растителни влакна, затоа и не треба многу да се претерува со чијата. Таа може да го зголеми волуменот од 10 до 12 пати во зависност од
од квалитетот, нели? Значи пива многу вода, 10 до 12 пати и е многу интересна што дава еден баш убав вкус. Сите оние кои што пробале знаат дека има прекрасен вкус и неутрален некој вкус. Да, не верувам дека некој може да одолее, така да е многу интересна. Да, извини, Лјупче, само ќе те прекинам, клучно што е за чијата, заради тоа што нели и на самиот старт рековме дека добро е да внесуваме здрави состојки, но треба да знаеме како и на кој начин тоа да го правиме за да го извлечеме најдоброто или најкорисното од нив. За чијата што е клучно? Треба да отстои, треба да набабри. Да, тој процес може да се убрза. Чијата многу слична со лененото семе и содржи многу омега-3, што е неверојатно најздравата масна киселина за нашето срце, за мозокот и слично. Ние тука го образуваме процесот како со блендирање на чијата и на овој начин на кој што ние го правиме тоа, значи некаде за 15 на 20 минути ќе добиеме баш, да речеме, гелот или пудингот од чија, за разлика од процесот кај што таа само се накиснува во некое растително млеко и треба некаде околу 4 часа да отстои за да или го добие оној волумен и да биде вкусна, за да може нели да го нема оној тврд дел во себе. А како ние ќе го добиеме тоа? Ние ќе го добиеме тоа со блендирање на чијата, заедно во едно ќе добиеме и млеко од индиски орев и чија пудинг и ќе добиеме за сладување, значи со урмите и секако тука е какаото, кој што исто така морам да кажам дека има многу антиоксиданти, многу магнезиум. Најбогатата состојка на земјата е какаото и сончогледот е втор, кај што има најмногу магнезиум, магнезиумот е битен за околу 300 процеси во нашето тело, нели, за мозокот, и железо секако, еден од главните извори на железо, па какаото е интересна намирница затоа што самиот плод, сите минерали кои што ги црпи плодот на какао, кој што е голем, да речеме, може и до 2 кила да достигне, све складира во својата семка и затоа го имаме тој толку јак и богат вкус на какаото. Една многу интересна намирница и процесот како настанува нели самото какао и многумина мисла дека какаото се пече како кафето, меѓутоа не, какаото само се суши, природно е вака црно, значи не му треба печење ништо. Тоа значи дека содржи многу минерали и витамини баш поради и железо и затоа има таква изразита боја. Најдобро е да се користи какао кој што има најголема масленост. Ова е моментално на пазарот со 22% масленост и има многу изразита црна боја, затоа што баш таа масленост во какаото ги дава сите оние нутриенти во поголем број, за разлика од какаото кој што нема масноти, тоа значи дека останата е најголем дел од целулозата, а плодот е искористен за добивање на какао путер кој што сега е неверојатно скап, за разлика од пред 5-6 години цената порасна вртоглаво, така да и какаото исто така. Така да колку можат повеќе какао со поголема масленост, дупло помалце може да се стави од другото какао, иако е поскапо, меѓутоа да се внесе квалитетно какао кој што има баш масленост, да не се внесува само целулозата, да речеме, од какао. Така. Чудесно е какаото, вистина, можеме да си го конзумираме како пијалок, можеме да го ставиме во било каква храна, најчесто вакви здрави десерти кои што ни даваат еден убав чоколаден вкус, а сепак здрав и тоа верувам ќе го добиеме и со овој чија пудинг што можеме да го стартуваме. Многу ме интересира како од чија која што не е отстојана онолку часа колку што треба во одредена течност, дали тоа ќе биде во вода или во растително млеко како што најчесто правиме, ќе го добиеме тој кремаст вкус или таа текстура на пудинг која што ни е потребна. Урмите секогаш тука како еден засладувач. Да, засладувач кој што ќе ставиме за побогат вкус, ставаме и малку ванила, нели директно од стапче ванила. Да, инаку вие се познатите стапчиња ванила на Лјупче, кој што ги користи само тој, претпоставувам, во ваква комбинација за арома, наспроти она кое што е достапно, а тоа е како се вика, Лјупче, капките од ванила? Да, имаме арома ванила и ванилин шекер кој што исто така се добива, меѓутоа таа концентрација и ова што ние сега го правиме е сосема нешто различно, како што реков, ние секогаш користиме примарни состојки кои што можеме да ги искористиме. Еве сега го ставаме и какаото и
Секако треба да имаме добар блендер или блендер со кој што ќе работиме малце подолго, за да можеме да се разбијат, да речеме, тие ситни семчиња од чијата. Да, затоа што чијата е многу ситна и треба малку подолго блендирање за разлика од другите намирници. Добро, само да кажеме колку вода ставаме? Па јас вода ставам од прилика, од доко некаде и потоа ќе додадеме уште малку според густината која што ќе ја добиеме. Добро. Нашиот пудинг е готов, може да се забележи, некаде половина литра вода ставивме. Може да се забележи дека тој веќе ја има густината. Ја има густината, да. Ова некаде за 15 на 20 минути ќе стане баш она, ќе добие густина на вистински пудинг. Така да, еве, може да се види вака, затоа што оние деца обично кои што не сакаат, да речеме, нели, овошни пудинзи, кога ќе го видат тоа овош им делува одбивно, кога ќе видат еден пудинг ваков, чоколаден, ќе не може да одолеат. Така да, ова е опција како да ги натераме да внесат здрав пудинг, а сепак да биде, нели, на некој начин чоколаден, за разлика од оние, да речам, индустријски чоколадни пудинзи кои содржат бои, емулгатори и слично, кои што воопшто не ги препорачувам, особено не сега кога е се загадено и кога ние дополнително би го загадиле организмот со некои состојки со кои што тој дополнително треба да се бори. А за жал, на кои што многу се навикнати и да, еве здрава опција за децата кои што не сакаат. Значи, ова е прекрасен пудинг, можеш да видиш дека веќе пудинг. Дури и мирисот е многу сличен на да, па самото стапче од ванила и ванилата многу добро оди со какаото. И на тој начин не постои чоколадо каде што нема вметнато ванила, затоа што ако нема ванила нема да го има тој шмек. Тој специфичен вкус и самиот мирис и вкусот на ванилата тера повеќе да јадеш чоколадо. Така да овде направивме, мислам дека одличен пудинг за сите оние кои што еве сакат видоа колку треба помалку од 5 минути за да се направи вкупно со подготовка, така да не е ништо. И еден поинаков начин кој што навистина е добре деден. Да, затоа што чија пудинг, нели оној чија пудинг е познат, кој што веќе на големо се продава во Скопје, веќе значи порано не беше толку популарен, сега нели сите сакаат да нешто здраво да внесат и многу често се прода, меѓутоа ја не препорачувам искрено да се јаде повеќе од 2 пати неделно чија пудинг. Затоа прво што чијата не е од нашето поднебје и секоја намирница што не е од нашето поднебје не треба да се внесува многу често. И доволно е 2 пати неделно да имаме на трпез за еден ваков пудинг. Останатото време можеме да направиме некои други здрави десерти кои што сме ги правеле овде, кои што можат нели на YouTube да ги видат. Веќе имаме, мислам дека повеќе од 20 на рецепти кои што сме ги направиле овде. Ова е веќе 3-та или 4-та година и јас не знам 4-та година. Така да секогаш има здрава опција, оние кои што нели немаат идеја можат да ме контактираат, ќе им пратам линк за да си направат нешто вкусно, здраво, Најбитно е значи да не внесуваат, поготово млади деца кои што се во развој, треба да внесуваат здрави намирници кои што ќе направат здрави луѓе од нив. За разлика од она што се нуди нели на пазарот, за жал, кој што е брзата храна, која што најчесто брзата храна и сите оние вештачки масла, трансмасти кои што го уништуваат здравието на луѓето.
Да. Чија пудингот како една наша денешна тема или нов рецепт во однос на тоа како може и на некаков друг начин да се подготви чијата без да отстои, но сепак да го добие својство, односно да имаме исто јас дејство. препорачувам вака кога ќе се направи, значи да не се конзумира одма, значи да се остави 15-20 минути, најдобро е половина час во фрижидер и баш да го добие оној вкус, не дека не може вака, меѓутоа за да го добиеме она баш да успее целосно чијата да ги впие останатите течности во овој случај водата и да може да личи баш на вистински пудинг кој што дури некој не може ни да го примети дека не е направен од чија ќе мисли дека е класичен пудинг, тоа е вкусот. Да. Ќе почекаме половина час па ќе го пробаме и ти благодарам Лјупче што еве ни го прикажа и ни го направи овој рецепт. За сите оние кои што не гледаат и кои што ќе сакаат да си подготват, особено и во време на божикни пости, секоја нова идеја е одличен, може и ова да служи како комплетен појадок. Значи нема потреба за внесување на ништо друго затоа што содржи многу калории, содржи протеини, содржи витамини, нема потреба за внесување на ништо друго кој што ќе ги задоволи нашите утрински потреби до ручекот. Јас ви благодарам на поканата. Секогаш сум тука нели за да направиме нешто интересно, вкусно за гледачите на телевизија Телма и благодарам и на нив за вниманието. Им посакувам убави празници да ги поминат во среќно и весело, расположени со остварување на замислите кои што и доаѓаат во тековната година. Да, за следната година или за новата 2026-та. А кога сме веќе кај новата година и празниците, каде ти ги поминеш? Па јас обично последниве години не практикувам некаде да одам затоа што не ги сакам многу тие гужви кои што се создаваат за. Ама затоа во текот на годината си доста активен. Во текот на годината, да, во текот на годината сум доста и сакам да патувам. Меѓутоа сега за нова година ќе бидам дома, ќе бидам дома, после тоа може да се отиде некаде на снегче да се диша чист воздух, малку да ги прочистиме белите дробови некаде на снегче. Ние за жал немаме последниве 5-6 години снег во Скопје. Да, така како што треба. Да, имаме само загаден воздух и така ќе биде оваа година. Се надевам дека следнава година ќе ни донесе многу повеќе успех, среќа и нормално да најдеме решение за ова загадување кое што го имаме нашиот град за жал. Така е, да, сега ќе си го бараме чарето како се види, се дека можеби не се најде некоја решение кое што го очекуваме нели и години наназад, но како и да е, добро е да имаме и вакви, да речеме, препораки, информации со цел да кои би помогнале за здравјето. Да си олесниме и да си го направиме животот или секојдневието во поубав и што е најважно поздрав. Како и да е, Лјупче, ти посакувам среќен крај на оваа 2025, која што за тебе беше успешна година. Оние кои што не следат и тебе те следат, веќе знаат како функционираш и што е она што може да го најдат и на социјалните мрежи, односно на твојот профил, како и онаа работа која што имаш со Биогарден и сите оние здрави состојки и рецепти кои што таму ги правиш, а се разбира нашите рецепти споминавме кои што тука сме ги подготвиле на нашата YouTube страна, секогаш за потсетување или доколку сакаат малку повеќе да си подготват нешто во кујната, а сепак тоа да биде брзо и практично. Се гледаме, верувам, во новата 2026. Се гледаме, поздрав до сите. Ние тука го завршуваме оброкот на денот и продолжуваме со она што е следно во утринската. Останете со нас.